На власта и гори под нозе. Постојаните протести на државната администрација и растечкото незадоволство ја натераа на ниски потези. Преку телефонски јавувања, инспекции и разни други форми на притисоци се обидуваат да ги демотивираат синдикатите во заложбите за остварување на своите работнички права. Притисоците секогаш се најсилни непосредно пред протест, вели Трпедјановски од УПОС. Минатиот протест кога беше на 28 септември имавме притисоци од страна на работодавачите. Дури имавме случаи каде што работодавач повика инспекција на труд за да ги заплаши колегите што треба да дојдат во Скопје да не излагат бидејќи немале основ како да излезат од работа. Од УПОС додаваат дека притисоците може да бидат разни, особено за штрајковите и протестите кои траат со месеци, како оној на администрацијата во судовите обвинителствата. Имаме добронамерни јавувања од страна на роднини, пријатели и така натаму, дека да не се излага на протест, дека не било убаво да се види ситуацијата каква е во државата, меѓутоа сите тие што се добронамерни се им препорачувам да не се јавуваат. Неколку пати сум кажал и ќе повторам пак, доколку некој раководен орган, работодавач, министар, председател на судот и така натаму има обиди да ги задржи работените да не излагаат на протест, ние сме кажале ќе пак ќе го направиме тоа дека ние ќе го објавуваме со име и презиме и со функција па дури домашна адреса кои се тие работодавачи. Кога станува збор за незадоволството во судската администрација, синдикалците велат дека притисокот е многу голем во помалите градови, а претпоставените во Скопје не се осмелуваат да им се закануваат на работниците. Револтувачки е фактот што и во нашиот синдикат, односно членовите на судовите од други градови, не скопските судови, се пожалија дека претседателите на одредени судови им прават притисоци, не им дозволуваат да излезат на протест, еве конкретно за петок, им велат земете ден од одмор и така да им прават притисоци да не излегуваат на протести, да не смеат да протестираат и апелираме како синдикат да не се вршат притисоци врз вработените во судовите. Ниеден председател на судот нема право да ги спречи вработените да го искажат ова демократско право. Во пресрет на синдикалното обединување на вработените во судовите, обвинителствата, правобранителството, вработените кај Народниот правобранител, како и Фондот за здравствено осигурување и нивниот заеднички протест пред собранието во петок, синдикатите очекуваат притисоците да засилат, но велат се прават според закон и притисоците не можат да ги обесхрабрат.